Здраво, ова е 119-тото издание на Видеологија со Златко Ѓелевски, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е Джентлмен на Гај Ричи, во кој станува збор за американецот Майкл Пирсон, глумен од Метју Макконахи, кој има подигнато собствена империја на тргувија со марихуана во Британија, меѓутоа волен е да го продаде водењето на оваа илегална операција, иако кога кралот на подземјето најавува дека го продава неговиот трон, од сенките се појавуваат ликови кои се негова конкуренција, кои или сакаат да ја купат операцијата за многу помалку од тоа што вреди, или едноставно сакаат да го заменат успешниот бизнисмен од тронот по секоја цена. Тоа подразбира дека заканата може да дојде од соработниците, кои коваат планови за превласт, за кој Майкл е можеби свесен или не. Само еден може да биде крал во асфалтната џунгла. Филмот е составен од три актерски великани, кои имаат дефинирани карактеристички ликови, кои се издвојуваат од баграта на споредни ликови, кои за разлика од поранешните филмови на Ричи, изоставени се тие непресметливи епизодисти кои ги прават сите проблеми. Тука нема кој може да се носи со одличната глума на носителите на филмот. Метју Макконахи, кога доаѓа во еден филм, има веќе зацртана визија и приоѓа со препознатлив шарм и убеденост, која го збогатува делото. Таков е случајот и тука. Вистинско позитивно изненадување за мене ми беше како ќе биде вклопен Хју Грант во еден филм на Ричи во превртлив лик, меѓутоа со вметнувањето на постмодерните интервенции за снимање на филм, кои се составен дел од неговиот дискурс, вообразеноста и пред се превртливоста на ликот, и тоа како го наоѓа своето место помеѓу матните карактери на Рич. Третата оска на ротација е Колин Фарел, кој е супериорен во ова дело и е реминесценција на сето тоа што го обожувам кај еден филм од почетокот од кариерата на Ричи. Тој е брзозборко со експлозивен хумор, насилен лик со самоувереност и ароганција со која може секого да го совлада, а при тоа мора да се носи со малоумни ликови кои се под негова команда, кои не баш секогаш се послушни. Штета што Кейт Бекинсел се откажала од глумење во филмот, но дорасната беше на задачата ладнокрвната Мишел Докери. Секогаш се добродојдени интерните поигрувања со актерот кој глуми Лорд Џон, односно Asian George, односно Лорд Џорџ во новиот филм, како и обидот да се направи легитимно сценарио од заврзламите помеѓу наркобосовите од британското подземје од 35 мм. Меѓутоа, највпечатлива ќе ми остане сцената во која човекот Аномалија ќе биде катапултиран од зградата и Чарли Ханам и останатите помошници ќе мораат да ги соберат сите мобилни телефони на очевидците кои го снимаат убиството во препознатлива брканица од филмовите на Ричи. Макконахи соодветно посочува треба да се инвестира во падобранци затоа што се надзира шаблон на кој ликовите умираат при пад од големи височини. Гравитацијата убива, деца, не го правете тоа дома. Ова е филм во кој ликовите се водени од алчност по брз профит, нанесувајќи штета на погрешни ликови, а при тоа снесувајќи ги последиците на своите непремислени одлуки. Ликот на Фарел се искупува за будалаштините на децата кои ги тренира, кои снимаат фајт порн во обиената подземна просторија за одгледување на марихуана, меѓутоа не баш сите ликови се доблесни да ги согледаат своите некоректни избори со кои мораат да живеат. Криминалците говорат со јазикот на уцените. Каузалниот след ќе ги совладат сите ликови откако ќе биде турнато првото домино. Во делото забележлива е опортунистичката природа на младите гангстери, кои се желни за насилно преземање на тронот на возрастните гангстери, кои својата репутација ја здобиле со долгогодишно чекорење врз лешеви. Филмот не е имун на насилно елиминирање на ликови, што е соодветно за еден гангстерски филм. Тие што ќе побараат поголема длабочина може да увидат и класна поделба и инволвираност на најразлични структури во британското подземје.
Уште од самиот работен наслов, Tough Guys, јасна беше индикацијата дека Ричи се обидува да направи спрега со своето славно мафијашко филмско минато, но овој пат е надоградена со фотографијата на Алан Стюарт, кој во поново време стана чест соработник со Ричи и во овој филм демонстрира дека умее да им даде волуменозна димензија на овие гангстери кои владеат со секој кадар во кој ќе се појават. Кристофер Бенстед е познат како монтажер на музика на голем број на филмови, тука ја имаше улогата и на композитор на сеприсутната музика на филмот, која се разлева по секоја сцена, освен таму кај што е исклучена затоа што мора да се истакне вештината на хумористичниот диалог. Кариерата на Гај Ричи е следом од мигот кога на телевизија го видов Вини Џонс како трага по две задимени сачмарки, за потоа да се прснам од смеење на небесниот снеч, за да сватам дека Ричи ги владее интригантните диалози на неговите матни ликови, британски мафијаши кои запаѓаат во непредвидливи ситуации, во кои мора да изнаоѓаат спонтани, но несоодветни решенија, што од секојаш ме радувало во неговите филмови. До ден денес нема снимено филм од ранг на овие комедии. Последното нешто што ми се допадна од него, кај што се смеев од сесрце, беше The Man from U.N.C.L.E., меѓутоа подпросечниот King Arthur Legend of the Sword и одвратниот Аладин, кај мене разви страв дека Ричи има стегнато неколку холивудски болести, кои го имаат оддалечено од делата по кои е препознаен и сакан. Иако имаше привремени извлици како Револвер и Рок-н-Рола, неговата богата кариера е исполнета со подпросечни заборавливи филмови. Моментално работи на Cash Truck со Джейсон Стейтъм и Джош Хартнет, филм за човек задолжен за пренос на милиони долари во камион во Лос Анџелес на неделно ниво. Иако уште од првите филмови Ричи ја доби етикетата британски Тарантино, ниту Тарантино е денес Тарантино, ниту Ричи е Ричи, што е сосема во ред, затоа што досадно би било доколку би ги снимали истите тие филмови што ги правеле. Знам дека многу минати имаат проблем со хуморот, затоа што живееме во време со сензитивни гледачи, кои ќе морам да ги потсетам на дефиницијата на комедијата, која треба да и исмева недостатоците на луѓето, дефиниција во која исмева е клучниот збор. А тука Ричи не ја губи борбата, затоа што се уште има траги на безмилосен сарказам во репликите, што ме израдува, воспротивно би гледале рамнодушно и заборавливо дело. Во новиот филм нема slow motion заврзувања или поделени екрани, ниту хипермонтажа со брзите кратки кадри, есенцијални карактеристики во кои е препознаен Ричи, меѓутоа нема потреба во овој период на кариерата да се подпира на овие препознатливи белези во монтажата, по кои би бил препознаен по секоја цена. Дури и без овие знаменити белези, долгогодишниот монтажер на Ричи, Джеймс Херберт, засилен со монтажерот на Едгар Рајт, Пол Мечлис, не му даваат френетично темпо, туку оставаат простор да се искажат ликовите во сцените за првенствено со исчекување да се зголеми тензијата. Некои препознатливости се загубени, а други се добиени, што го прави филмот да биде сосема доволна реминесценција по квалитетните гангстерски филмови од почетокот на кариерата на Ричи, но со новооткриената софистицираност, рафинираност која доаѓа со искуството. Некому оваа транзиција нема да му биде доволно мотивирана и ќе делува инертно, некој нема да најде хумор во сценираните ситуации, други пак ќе уживаат во актерскиот перформанс. Мило ми е што Ричи повремено се навраќа на гангстерите и ги прикажува во контекст на времето во кое што живеат и се обидуваат да ги зачуваат империите покрај предизвиците со кои се соочуваат. Тешко е да се направи дело за паметење, ако нема желба за докажување, која ќе ги навреди повозрастните гледачи, како што Ричи умееше да направи со првите своји филмови. Оценката е незаслужена, но сепак ја добива за тоа што направи чекор во права насока во клиентелистичката кариера во креативен слободен пат. Ако морам да го евалуирам, тогаш The Gentleman од мене има 4 од 5. Доколку ви се допадна 119-тото издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Посегнете и поснатите рецензии на виртуелната полица. И благодарам за вниманието. Поздрав!